дека промените на раководни кадри во јавните претпријатија понекогаш може да бидат и корисни, зборува примерот со деновиве популарниот советник и до неодамнешниот раководител во комуналното јавно претпријатие Аки Акиов. Например, поместувањето од раководната позиција на чуден начин му ги отворила очите за да види дека сите во КЈП Водовод што имаат можност крадат и тоа сите го знаеле. Сите што имат можност за крадење у комуналното јавно претпријатие, нема човек што не краде. Такви информации има и Лупчо Папазов, такви информации има 90% од советниците и нивните советници тоа го знаат. Доле во Стопанскиот двор, сите шофери што ги возат камионите, наполнат ги резерварите, оттаму издават дома испразнат ги. Без јавна набавка унесени са метли у Стопанскиот двор, платени од директорката. После поручок метлите се изнесени. После 2 дена метлите пасе унасани у Стопански двор. За истите метли пасе платени. Ако навистина масовно се крадело, а тоа најдобро го знае советникот, тогаш еве му се институциите, евентуално да го потврдат тоа, да преземат соодветни мерки и да му стават крај на крадењето. По овие изјави се наметнуваат уште неколку прашања. Прво, ако се точни јавно изнесените обвинувања на советникот за крадењето, дали тоа започнало од скоро или цело време се крадело? Ако е второто, зошто екс-раководителот не го видел и не го обелоделил крадењето додека бил шеф, туку дури откако е сменет? Или тогаш од некои други причини не му пречело? Како што сега стојат работите, ситуацијата со комуналното е пуштена по удолница од која веројатно нема враќање. Особено поради фактот дека поголем е бројот на тие што на разни начини го тераат во бездна, отколку другите што се обидуваат да го спречат колапсот. А во некое утре и едните и другите ќе се прашуваат што се случи и кој не доведе во ова дередже. Но долга е историјата на Водовод во повеќе партискиот систем, тесно поврзана со парламентарната демократија во Кочани, уште од бастионските времиња, во кој претпријатието служило за подкусурување на чисти и нечисти сметки, кои редовно паѓале на грбот на граѓаните. Па и овие бранувања, откако ќе се задоволат нечии апетити, лека полека ќе стивнат. А Акиов ќе продолжи да им дава голови со пета и на СДСМ и на ВМРО ДПМНЕ. Како, кога?